Ескалацијата на тензиите во Сирија не е ничии национален интерес, се наведува во соопштението на руската амбасада во Вашингтон, во кое се додава дека предупредувањето против какви било американски напади врз сириската влада било упатено на приватната средба побарана од рускиот амбасадор Анатолиј Антонов со помошникот државен секретар за Блискиот Исток Дејвид Сатерфилд и со новиот американски пратеник за Сирија Џим Џефри. Председателот Доналд Трамп два пати веќе има наредено воздушни напади врз Сирија по инцидентите со хемиско оружје. Размената на предупредувања се случуваат во моментот кога сириски и руски војници се подготвуваат на, како што оценуваат западните сили, голема офанзива врз провинцијата Идлиб, која е последното засолниште на бунтовниците во Сирија. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров во врска со ситуацијата во Идлиб изјави: Это последний очаг, крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, которые пытаются держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население и которые пытаются подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством. Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать. Во меѓувреме, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш предупреди на растечкиот ризик од хуманитарна катастрофа во Идлиб, доколку владините сили спроведат голема воена операција. Во оваа провинција, која се граничи со Турција, во моментов има над 3 милиони луѓе. Should there be an increased escalation of hostilities in this area is that up to 800,000 people could be displaced, and that the number of people who are in need of humanitarian assistance, which is already high, could increase dramatically. Том страхува дека хуманитарната помош би можела да биде отежната поради очекуваните судири во густо населената територија.